Алармантно мала профитабилност на македонските компании, анализите покажуваат дека македонските фирми имаат во просек стапка на профитабилност од само 11,7%, што е далеку помала во однос на нивните европски конкуренти. Исто така, македонските компании се соочуваат и со пониска продуктивност по вработен. Еден работник во Македонија произведува стоки во вредност од 10.659 евра, што е за дури 9 пати помалку од работник во Белгија, кој произведува за 92.000 евра, Ирска со 103.000 и Норвешка со 107.000 евра. Основна причина за ова се малите инвестиции во иновации и во осовременување на работењето. Како што се намалува бројот, односно годините на очекувано успешно работење на компаниите на пазарот, така се повеќе се зголемува и притисокот на компаниите постојано да бидат во процес на воведување на нови решенија. Проценките на списанието Forbes, например, покажува дека додека во средината на минатиот век очекуваниот животен век на успешно функционирање и работење на компаниите изнесувал 67 години, а денес тоа е намалено на само 17 години. За разлика од стопанството, стартапите и бизнисите од IT секторот се подинамични, подготвени на промени, брзо ги прифаќаат трендовите, што ги прави поконкурентни. Токму и поради ова, од Стопанската комара се со намера нивната иновативност да ја искористат во реалниот бизнис. Она кое што сакаме да го постигнеме во крајен случај е да им се даде на стартапите шанса да ги тестираат своите производи со реални клиенти и пристапот на пазари кои што го имаат и знаењето кои што го имаат традиционалните компании, а традиционалните компании и таблираните компании од Македонија да добијат таа компетитивна страна, односно дигитализацијата која што им недостасува, за да бидат доволно иновативни и да бидат конкуренти на светските пазари. Колку од се во ова може да се примени е прашање, но како што тргнало, ако нешто итно не се смени, македонските работници и производи уште долго ќе бидат на дното на Европа.